Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Председателот Обама вечерва ќе има многу посилен учинок кога ќе се појави на втората дебата со предизвикувачот Мит Ромни по фијаското на првата. Така тврдат неговите соработници пред настапот на Хавстра универзитетот во Њу Јорк. Со тоа ги започнуваме вестите. Обама беше силно критикуван по првата дебата на 3 октомври, што го покажа во полоша светлина и понеподготвен од неговиот опонент Мит Ромни. Тогашниот слаб настап му донесе пад во истражувањата на јавно мислење, така што сега тие двајца се фактички изедначени. А од другите вести, наслови прави изјавата на американската државна секретарка Хилари Клинтон дека ја презема одговорноста за смртоносниот напад на американскиот конзулат во Либија минатиот месец, велејќи дека нејзина работа е да осигура безбедност за вработените во Стейт департментот што работат низ светот. Клинтонова го кажа денеска од Перу, додавајќи дека председателот Барак Обама и подпредседателот Џо Бајден не би знаеле за специфични одлуки донесени од персоналот за обезбедување. Некогашниот босански лидер Радован Караџич на почетокот на неговата одбрана пред трибуналот во Хаг кажа дека требало да биде награден за правење се што може да се избегне војна. Караџич е обвинет по 10 основи за воени кривични дела и геноцид кои произлегуваат од босанската војна што доведе до распад на Југославија во 1990-тите. 5 наводни терористи обвинати за заговор во нападите од 11 септември 2001 на САД се појавија пред воениот трибунал во Гвантанамо Беј. Ова беше на првиот ден на распит пред фактичкото судење на делава за Калид Шејк Мохамед, осмислувачот на нападите од 2001 и 4 други кообвинати. Адвокатите на обвинетите издействуваа нивните клиенти да не се појавуваат на други сослушувања закажани за остатокот на неделата, зашто тоа го поистоветуваат со сурово постапување, слично на тоа на кое биле подложени додека биле во затворите на ЦИА, и судијата се сложи. Иако милиони американци ќе гласаат за председател во ноември, нивните гласови нема директно да испратат еден од кандидатите во Белата куќа. Во овој сегмент од серијата Како избира Америка, ќе се обидеме да ви објасниме институцијата Изборен коледж, што е група која фактички го избира председателот. Американците гласаат за председател на 6 ноември. Но вистинските избори се случуваат на 17 декември, кога се вклучени само 538 лица. Оваа мала група е наречена Изборен коледж. Кога беше изработен уставот на САД во 1787, ниту една европска држава немала систем во кој незините граѓани директно го избирале шефот на државата. Затоа креаторите на уставот изработиле двостепен систем во кој луѓето гласаат, но нивните гласови одат до мала група, Изборниот коледж, чии членови од секој од сојузните држави се среќаваат еден месец по гласањето и практично го избираат председателот. Куртис Ганс е професор на Американскиот универзитет. Тие избирачи се по бројност еквивалент на конгресната делегација од секоја од државите. Двајца за Сенатот и колку што има избрани представници за представничкиот дом. По принципот, победникот зема се. Освен за две држави, Небраска и Мејн, кои назначуваат членови за Изборниот коледж пропорционално на бројот на населението во секој конгресен дистрикт. На оваа цифра се додаваат тројца членови од ентитети што не се сојузни држави, како дистриктот Колумбија, што ја прави цифрата од 538. Просто мнозинство 270 го дава председателот. Но ако ниеден председателски кандидат не го добие тоа, уставот предвидува представничкиот дом да го избере наредниот председател, иако тоа не се случило за повеќе од 200 години. Најчесто еден кандидат за председател ги добива гласовите на Изборниот коледж и гласовите на граѓаните, но има исклучок од тоа. Како што беше во 2000-та, во изборите меѓу Ал Гор и Џорџ Буш, каде едниот го доби популарниот глас, а другиот електоралниот. Одлучи Врховниот суд, тогаш на страната на Буш.
Компјутерите и мобилните направи ја трансформираат брзината и начинот на кој гласачите ги добиваат информациите за кандидатите на одредени избори. Сепак, социјалните мрежи, како Твитер и Фејсбук, полека, но сигурно го заменуваат традиционалниот начин на информирање. Еве илустрација за тоа. Подготвувајќи се за овогодишните избори, студентката Кели Болтон ја следи дебатата што се одвива на незиниот коледж, но не од самото место и не преку телевизија. Информациите ги добива на незиниот мобилен телефон. Вака знаете што се случува во реално време. А тоа е возбудливо во политичка сезона, зашто сакате да знаете се во самиот момент за анкетите, за изјавите на кандидатите. Информациите стигнуваат преку социјалните мрежи како Facebook и Twitter, што добија на популарност со самиот факт што се повеќе американци поседуваат мобилни направи. Според истражувачкиот центар Pew, секој 10-ти гледач на првата дебата на кандидатите во исто време ги следел и вестите за неа на компјутер или мобилна направа. Го следевме настанот на ТВ екраните, но сите ги имавме и телефоните во рака, бидејќи доколку Мит Ромни кажеше нешто, а нам на републиканците тоа ни се допадне, тоа го стававме на Твитер. Твитер направи конверзацијата за изборите буквално да експлодира. Адам Шарп од Твитер вели дека имало над 100.000 твит пораки во минута за време на дебатите. Но постарите лица, како 70 годишниот Меро Хенсен, предпочитаат информации преку весници. Хенсен нема планови да се префрли на Твитер. Но без оглед на тоа, ситуацијата кај мнозинството американци се менува. Кели Болтон, например, вели дека и незините родители се обидуваат да држат чекор со времето. Татко и веќе отворил профил на Facebook. Повеќе од сигурно е дека на престојните избори ќе бидат тест за тоа како овој начин на информирање влијае на исходот. Слободата на говорот е свето начело во Соединетите Американски држави, што жестоко се брани. Знаеме што се случи во светот по видеото што практично никој не го одобри, а утре во Newsflash ќе ви дадеме пример одовде, од метросистемот на Вашингтон. Гледајте на во среда. Ако сте навредени од нечија изјава, имате многу средства на располагање, но меѓу нив не е повикување на уставот на САД. Гледајте утре што велат стручњаците за првиот амандман. И тоа е се за емисијава. Ве чекаме овде и утре, а до тогаш на располагање ви е нашата интернет страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон, јас сум Лилица Китановска, а вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. До гледање!